Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Во овој свет влегуваа само децата што мечтаат и сонуваат. Легендарен проект на македонската телевизија, кој ја будеше фантазијата на секое дете, откривајќи неверојатни светови, каде би можел да лета крилестиот ад. Оваа песничка се уште звони на мобилните телефони, се врти на реклами и се изведува дури и на ноќни свирки, поради нејзините непроценливи евергрин вредности. Ги слушавме тие гласови, но Тротоар ви представува и кои се ликовите кои ја изведуваат оваа легендарна numera. Беше интересно затоа што тогаш се повикуваше композитор кој што цела музика ја осмислуваше за програмата. Значи сонгови се снима, кои што пеачите глумците ги пеа, се снима и рецитаторски делови, значи се осмислуваше во како што одеше сценариото пишувано. Така е, Слави Димитров седна и размисли дека убаво би било да направи една песна која што ќе го обедини цел тој проект и ќе биде на секој почеток и на крај. И не собра Сонја, мене и Александра и мислам дека направи ремек делова. Ајде, звучам неискрено, искрено мислам дека направи ремек дело. Маја сите ја знаеме, но зошто Сонја и покрај вртоглавиот успех со изведбата на номерата во светот на бајките не продолжи во музичките води? Па јас до ден денес немам некој конкретен одговор на тоа прашање, нити па можам сега да објаснам конкретно зошто, меѓутоа е да сплет на околности во период кога значи требало да се запишам во средна школа. Најверојатно сум почнала малку повеќе да гледам вести, па почнале да ме интересираат некои други работи или ме интересирале и бројките, па ет, завршив како банкар. Споредувајќи со детството што го живеат денешните деца, дали беше нашето во светот на бајките? Беше светот на бајките откако сето се склопи и го видовме како ќе изгледа и навистина остави силен впечаток и кај публиката и во нашите животи. Јас се уште имам VHS колекција дома со од прва до последна бајка. Ние стварно сме замислувале како е да се биде принц или принцеза или да се патува од едно до друго село еден месец на магаре. Знаеш, тоа било чудесно, пошто ние добитоловевме за кола за 2 сати. Но тие се работи кои што се неспоредливи, ако барем не читаме книги, нека биде така, екранизирано некако поинаку, за да чисто да видите за еден поинаков свет, дека не се родиле сите со компјутери, со патики, со воздушни перничиња, не, оделе со опинци и пиеле стомна вода. Такви работи. Уште малку ќе зајде сонцето, денот што го позлатува, а Тротоар ве остава во убави присетувања на некогашното детство. Не заборавајте, во овој свет живеат само оние кои сонуваат, без разлика дали се деца.